подобро да се спречи отколку да се лечи. Денеска се одбележува Светскиот ден на оралното здравје, 20 март, каде што секако овој ден има за цел да ја подигна свеста во односно на едукација за нашето орално здравје, односно нега, правилна нега на нашите заби, секако за да не дојде подоцна до несакани последици, а повеќе информации и детали за овој ден и како всушност правилно да се грижиме за нашите заби, ќе ни откриеме денешен соговорник Данчо Бизевски. Добро утро и драго ми е што сте дел од утринската на Телма телевизија. Добро утро и благодарам што ме поканивте. Како што напоменав, денеска е Светскиот ден на оралното здравје. Дали имаме некоја символика зошто поточно денес се одбележува овој ден и повеќе да објасниме која е всушност целта на овој ден? Светскиот ден на оралното здравје е најголемата глобална светска иницијатива воведена од страна на Светската дентална федерација 2013 година за подигање на свеста за чување на оралното здравје. Всушност символиката 23 или 3 месец 20 ден представува една форма на изразување на символ за зачувување на 20 млечни заби кај децата, 20 најмалце заби да останат кај највозрастната популација и 32 здрави заби кај средната возрастна популација. Во интересно, на никој не би му паднало на памет. Кажете ми, еве според вас како стручно лице, колку имаме свест кај граѓаните редовно да дојдат и да посетуваат стоматолог и дали имаат повеќето некој страф од стоматолошки ординации, од лице буквално стоматолог? Знаете, ќе почнеме од стравот. Стравот е нормална појава кај нормалните луѓе и да се плаши некој да седне на стоматолошкото столче, вклучувајќи ми мене, некогаш е нормално, но кога тоа ќе се надвладее и кога човек ќе знае дека сега постојат механизми и начини каде што сето тоа може да се обезболи, стравот повеќе не е причина и оправдување. Што се однесува до свеста кај луѓето, не можам да кажам дека е на високо ниво. Се уште кај нас се бориме со моментот на превенција, не само од страна на пациентите, него од страна и на здравствените установи, посебно во периодот кога настана трансформација на стоматолошката дејност, каде се укинаа стоматолошките, ако се сеќавате на училишни ординации кои што беа во склоп на самите училишта, каде што имаше многу поголема контрола врз негата, врз превенцијата на забите кај децата. И сето тоа малце се испомеша и сега пациентите доаѓаат во една форма кога имаат голем проблем. Никогаш не се обратиле да дојдат на некој превентивен преглед и тој процент е толку мал што е дури и занемарлив. Значи, всушност, сето ова кое го напоминавте влијае на тоа што имаме ниска свест и е потребно системско решение? Да, за жал, ваквите работи се спомнуваат понекогаш од време на време, значи на некој си ден кој има некое значение. По мене потреба системско решение е потребно, односно национална стратегија за развој на стоматолошката дејност. И тоа, знаете како од корен да се фати целата работа, за да можат да се повратат некои работи што биле претходно. Сега во овој момент на хартија постои некакво си решение кој да прашате во институција да ви каже да, има вакви прегледи, такви прегледи, тоа не функционира. Односно, тоа е на многу ниско ниво и сето тоа е папиролошки за хартија и формално. Всушност, нашава популација страда од превентивен преглед и најважно е што ние не можеме да ги детектираме на време работите и затоа имаме ние и толку многу работа. Ево и ние како хируршка установа имаме огромен број на операции кои што по фреквенција и по број и по квантитет тоа говори дека всушност превенцијата затајува. Еве сите проблеми кои ги напоменавте, воедно и треба секој ден од годината, не само овој, да се става акцент во однос на оралното здравје. Кога сме веќе кај оралното здравје, сакам да ги напоменем оние најчести заболувања. Еве да земеме за пример парадонтопатија. Чинам дека кај повозрастните лица се јавува повеќе, кај 40% од населението е причина за губиток на забите. Што поточно представува парадонтопатија? За жал, границата на возраста е поместена. Порано беше кај повозрастните луѓе, сега парадонтопатија среќаваме и кај помладата популација. Деца?
Не, кај деца не, тоа е ретко, тоа е еден вид или форма на јувенилна парентопатија, но затоа превентивните прегледи кај децата се од исклучително голема важност, доколку стоматологот ги примети првите знаци на таа болест, веднаш да се превземат мерки. Всушност, што е парентопатијата? Парентопатијата е хронична болест, прогресивна, бавно напредува и на почетокот е асимптомна. Всушност сите тие асимптоми се подмукли болести. Самиот пациент не може да ја примети таа болест. Првите знаци на таа болест се појава на оток и некое крварење од непцата, или слушно кажано гингивитис, кој што доколку се истретира, секогаш постои шанса да овој тек на болеста има реверзибилен карактер, значи да се поврати на почеток и да не прогредира понатака. Како настанува? Настанува всушност од бактериите, кои што се наоѓаат на забниот плак. На забниот плак, кој што забниот плак се формира после секое земање на храна по 20 на минути. И на тој плак тие имаат мека и медина да се размножуваат. И како ќе се размножуваат, на почеток ние не ги приметуваме, потоа влегуваат во просторот помеѓу гингивата, помеѓу забното месо и коренот на забот, или во тие простори кои што не може така лесно да ги контролираме, имаат тука уште повеќе идеални услови за размножување и почнуваат да го разоруваат всушност подпорниот дел, подпорниот апарат на забот, и крајната терминалната фаза е расклатување на самиот заб. Значи, што е превенција од парентопатија? Да ги мијаме и четкаме забите редовно, не мора после секој јадење, или наутро и навечер задолжително. Кариесот исто така е едно заболување, односно мислам дека е втора причина за губиток на забит, односно второ поред заболување. Да, кариесот е една од најчестите или најфреквентните по етиологија заболувања кај човекот, и тоа е хронично, исто прогресивно заболување. Бавно се случува, но кога ќе се случи, настанува голем проблем. Што е всушност кариес? Кариесот е уништување на најцврстата забна субстанца, односно најцврстата субстанца во човековото тело, тоа е глекта. Бактериите од храната и остатоците, киселините од нив, всушност ја нагризуваат глекта, најцврстата субстанција, почнуваат да напредуваат понатака кон другите забни ткива, кои што се помалце отпорни, како што е забната коска и забната пулпа, напредуваат и во длабочина и во широчина, и всушност првиот симптом кој што ќе настане кај кариесот е болка. Веќе кога ќе настане болката, тој ја пробил глекта, па веројатно и забната коска, и дошол до виталните структури, до забната пулпа, каде што се наоѓаат крвните садови, нервните влакна на забите, и тука веќе е доцна, затоа што постапката или стоматолошкиот третман е губење на забната најчесто пулпа. И затоа е важно превентивниот преглед да се врши најмалку 2 пати годишно, за да кариесот кога ќе биде во онаа фаза, значи кога ќе може стоматологот да детектира, да се острани уште кога се наоѓа на површините на почетоците. Кога ја споменавме парадонтопатијата, споменавте редовно мијање и четкање на забите. Од што се состои тоа редовно? Колку пати во текот на денот е потребно да ги мијаме и четкаме забите? Односно, од што се состои таа правилна грижа? Најважно е најмалку 2 пати во денот. Значи, наутро и навечер пред легнување. Ако некој има можност и потреба, може и 3 пати. Значи, штета нема да има. Правилното четкање на забите во минутажа се состои некаде од 2 до 3 минути. Никој ние нема да бројаме колку минути ги четкаме наутро навечер забите, но ќе си имаме некој ритам кој што е секој дневи и наставно да го запазиме тоа. Правилното четкање се состои во правилно движење и насоки на четката за забите. Ево, само ќе кажам што е погрешно. Погрешно е да хоризонтално се движи четката во устата. Тоа значи, ступати во правец. Најчесто, и тоа е грешка. И уште поедноставно, на децата му кажуваме горните заби од озгора надолу, како што врни дождот, а долните заби од оздола нагоре, како што расте и тревата.
гризните површини се чистат од напред према назад. И едноставно е многу важна и техниката на мијање на зъбите, затоа што ако вие ги мијате неправилно ги мијате, делот од нечистотијата од храната ќе ја внесите баш во тие простори каде што ќе има можност за развивање на микроорганизми и понатака можност за инфекција како што е парадонтопатијата и кариесот. Благодарам за сите овие корисни информации. И благодарам и вас. Тоа беше Данчо Бизовски, говоревме по повод Светскиот ден на грижа за оралното здравје и секако се надевам дека сите оние кои што беа на фреквенција на Телма телевизија, односно се, ќе ги послушаат советите на мојот денешен соговорник.